Непознато лице вчера во здравствениот дом во Штип на четворица возрастни штипјани им наплатил за примената вакцина. Инкасаторот се појавил во ходникот веднаш отколку лицата ја примеле вакцината. Кога отиде да го вакцинират го, испаѓа од вакцината тамо у ходнико, да речеме, и неколку души стојале и некој приде и треба да платиш 500 динара. Вај од атарџија се плаше на некој да му дужа, му дава 500 динара и си доваѓа дома, ми кажува, викам, вакцината не се плаќа, нели? Сино овак вакцина кинеска ли е, каква ли е? Дојде си човек од дома и малку срамежлив за ова да каже. Значи, чие е делото сега? Чие са... Кој е тај што ги зема парите? У цивилно облечен, а на неколку души да ги земе парите. Иако изненадени, четворицата дале по 500 денари, но сомнежат дека се измамени го однеле дома и до овој момент во полиција не пријавиле. Па толку знае дека он потресен таков, што ќе ми биде ако ме боцкат и... Платил си. Платил си. Така. Он дека му текнува, не се сетил дека може некој да го изместори. Случајот од вчера е изненадување за координаторот на вакциналниот пункт Дијана Коцева-Миланова, која напоменува дека за вчерашната наплата првпат слушнала од нашиот медиум. Непријатно сум изненадена од настанот и јас до овој момент немам официјална пријава дека се случил таков настан. Од вас непосредно пред интервјуто дознавам дека се случил таков настан. Од штипската полиција потврдуваат дека ваков случај нема пријавено, но ги повикуваат оштетените тоа да го направат. Секторот за внатрешни работи Штип ќе го истражи случајот и ќе ги превземе сите соодветни мерки за расчистување. Но оштетените граѓани ги повикуваме случајот да го пријават. Потенцираат од секторот за внатрешни работи Штип. Измами поврзани со вакцините, вакцинални тестови потврди во државата и регионот досега имало повеќе. Но во Штип ова е прв случај, па затоа и повторениот апел. Апелирам до сите граѓани да внимаваат и да не подлегнуваат на манипулации од страна на цивилни лица во здравствениот дом. Дали безбедноста, односно контролата ќе биде подигната на малку повисоко ниво по овој немил настан? Па ќе се потрудиме да биде подигната. Ние досега имавме обезбедување од страна на МВР, меѓутоа тоа се манипуланти кои користат секоја погодна прилика да ги остварат своите цели. Самиот процес на имунизација на граѓаните е бесплатен